Почитуван председател, почитувани колеги пратеници, почитуван министар. Денеска разговараме по предлог на законот за прогласување на Шар планина за национален парк. Се работи за постапка се работи во прво читање на законот и така да сметам дека во овој момент не би требало да се навлегува во материјално разгледување и читање на овој закон, затоа што ќе имаме можност секако да го дадеме своето мислење преку амандмански подобрувања во наредниот период, затоа што сметаме и како што кажа претходно колешката дека се работи за добро законско решение, но кое што има простор за подобрување. Според мене факт е дека на Шар планина е неопходна заштита, затоа што се работи за еден богат биодиверзитет кој што континуирано се деградира. И затоа сметам дека донесување на добро законско решение е од особена важност, но исто така е многу важно да се согледаат и сите аспекти, сите мислења, особено мислењата на населението локално кое што живее на територијата на делот од Шар планина, кој што ќе биде опфатен со овој закон. Сметам дека постои недостаток на координација помеѓу државата и локалното население и покрај тоа што претходните говорници кажаа дека имало јавна расправа, дека имало можност, пак сметам дека локалното население нема доволно алатки или начини да го даде своето искрено мислење за тоа што всушност треба да се направи, да биде законско решение и да биде вметнато во овој закон, затоа што на крајот на краиштата се работи за луѓе кои што живеат и кои што функционираат на овој предел. Понатаму остануваат многу отворени прашања кои што би требало да ги затвориме и се надевам дека сите со консензус ќе ги затвориме во текот на постапката при донесување на овој закон. Од тоа дали се зоните поделени, односно предложени согласно реалноста која што е на терен, согласно реалноста од потребата од заштита на биодиверзитетот, дали е земен тука и социјалниот аспект на луѓето кои што живеат во овие делови, дали овој закон ќе биде донесен пред се и генерално за заштита на јавниот интерес, или пак меѓу другото ќе се заштитат и одредени интереси на бизнис заедница, олигарси и така натаму и така натаму. Затоа сметам дека сега е моментот, односно во текот на ова постапка и процедура, е моментот да ги отвориме сите прашања и да разговараме за нив, за да може јавноста да биде убедена во тоа дека ќе донесеме навистина квалитетно законско решение. Тоа кажав, Шар планина се деградира. За жал имаме непланска сеча, имаме пустошење на Шар планина. Многу ретки видови за жал се повеќе ги снемува. Исто така имаме и голем дел на дивоградби кои што не се само од елементарен базичен интерес на оние кои што живеат таму, туку и за развој на туризам и така натаму и така натаму. Така да треба добро да се размисли кога ќе се носи овој закон. Конкретно нема да бидам долг, ќе се задржам само на општиот дел во интерес на јавноста. Подрачјето на кое се планира прогласување на ново заштитено подрачје од категорија национален парк е подрачје кое што е најгусто населено во Република Македонија. Во планираниот опфат влегуваат 156 населени места, 2 града и 154 селски населби, со вкупно 263.880 жители или просечна густина на население од 128,62 жители на километар квадратен. Значи се работи за населени места кои што според некоја друга класификација би представувале градови. Например, Боговиње, Слатина се села кои што имаат повеќе од 3000 жители, кои што може да бидат се градови во споредба со други населени места.
Според бројот на население кој живее во населбите, констатирано е дека има голем број на села, како што кажав, со поголем број од 3000 жители. Со ваков антропоген притисок на површината на Шар планина се поставува прашањето дали ќе може да се спроведат основните постулати за заштита на природата од Законот за заштита на природата. Понатаму, во делот на собственост на земјиштето, карактеристика за подрачјето на Шар планина е тоа што површините во брдското подрачје и делот подгорското подрачје на надморска височина од 900 до 1100 метри квадратни се во приватна собственост. Ова подрачје според предлогот на закон за прогласување на делот Шар планина за национален парк е во зоната на одржливо користење и зона за активно управување, кои зони треба да носат понатаму приход во идната јавна установа. Тука се поставува повторно прашањето кога собственоста е уставна категорија, како новата јавна установа, Национален парк Шар планина, ќе остварува приходи или пак од старт ова јавна установа ќе осудиме на пропаст и нема да биде понатаму функционална и само одржлива. Понатаму покрај заштитните еколошки функции на шумата, како што кажав и претходно, треба да се имаат предвид и економските функции на шумата, бидејќи се работи за стопански шуми кои што се во државна и приватна собственост, кои се стопанисуваат со одобрени плански документи. Со прогласување на заштитено подрачје ќе се стопира производството на дрвни сортименти, а со тоа и притисокот од бесправни сечи, нормално дека многократно ќе се зголеми. Повторно тука се поставува прашањето како новата јавна здравствена установа ќе ги спроведе одредбите од заштитата на природата од Законот за заштита на природа. Значи се работи за треба да постапиме конкретно за да можеме да ја заштитиме природата и биодиверзитетот таму. Понатаму не треба да се потцени и социјалниот аспект. Се затвараат две подружници на јавното претпријатие Македонски шуми со вкупно вработени од околу 80 луѓе и уште толку надворешни извршители. Тука имаме секачи, имаме дотурачи, превозници и се закрозува и значаен дел од преработувачите на дрво и дрвни сортименти. Од овој вкупен број на директно и индиректно вработени, дел да се преземат во новата јавна установа која планира да ги отпочне работите се 30, а голем дел од сегашните вработени може да останат без работа. Имам уште еден на крајот, нема да должам, во интерес на затоа што кажав ќе се вклучаме понатаму во текот на постапката. Се работи за едно можно решение за кое што треба добро да размислиме, особено вие, почитуван господин министер, и Министерството, за да се избегнат мегаломански заштитени подрачја, да се репрогласи шумскиот резерват и ловиште Лешница, кој што е прогласен согласно Законот за шуми од 1986 година и го зазема централниот дел на Шар планина со вкупна површина од 12.300 хектари, од кои околу 2500 хектари шуми и шумско земјиште, а 9800 хектари се планински пасишта, во чиј опфат нема ниту едно населено место, а само 4 села се во непосредна близина надвор од границата. Собственоста на земјиштето е во државна собственост, а репрогласено во согласност со категоризацијата на заштитени подрачја според Законот за заштита на природата од 2004 година. Законски основ за репрогласување обврската на Министерството за животна средина и просторно планирање за со носење на Законот за заштита на природата од 2004 година, сите заштитени подрачја кои беа прогласени пред носењето да се репрогласат. Значи се работи за репрогласување на Лешница повторно. Тука ќе застанам во интерес на времето, како што кажав, ќе имаме можности понатаму во текот на расправата да се дообјасниме. Благодарам.